Повестите во кои се разбира секогаш преовладува политиката, а не знаеме дали така би требало да биде, одиме со иста тема, политика, промоција на книга. Насловот е Политички говор и јавни настапи, а гостинка во нашето студио денеска е авторката Магдалена Стојмановиќ. Добро утро и добре дојде во емисијата Македонија на утро. Добро те најдов, Бранко. Секогаш ми е огромно задоволство да бидам утринската програма на Македонската радиотелевизија и еве сега доаѓам со специјален повод, имено како што и ти самиот најави, станува збор за промоција на мојата прва книга, авторска, Политички говори и јавни настапи. Имено самата тематика што ми се наметна во книгата со однос на тоа дека порано се занимавав повеќе со тематика која што имаше уметничка некоја вредност и со книжевност. Самиот наслов, како што и самиот ти кажа, не алудира на тоа дека станува збор за четиво од областа на книжевноста и нема некоја голема уметничка вредност, но го применив моето знаење како социолог, поради тоа што по вокација и по образование сум социолог, па моето социолошко знаење се обидов да го применам во една тема што мене лично секогаш ме возбудуваше и ме беше предизвика, тоа е политичкиот говор. Позитивно те возбудуваше или негативно? Вреди ли политиката како тема да се троши време на неа? Да се напише една книга? Така, апсолутно е неизбежна политиката. Без разлика на тоа какви се нашите ставови, дали сакаме да се штитиме од политичките влијанија и од она што е релевантно за јавноста, сепак ние сме таргет на некој на самите медиуми и како што и ти самиот спомна во твојата најава, секогаш е политиката некако присутна и во вестите изобилуваат со политички содржини и па дури и во секојдневниот дискурс, во секојдневниот разговор со луѓето не можете да ја избегнете темата за политиката, некако природно се наметнува. И она што е само важно е што сметам дека до сега преовладуваше некоја, да кажам, рамниште на несвесност со кој што пристапувавме на самите проблеми, односно на самите прашања кои што се релевантни и поврзани со политиката. Политиката е сериозна работа, мислам, ние можеме да имаме поединечни политички случувања и ситуации на подсмев и на критика и тоа обично го правиме нели на социјалните мрежи и се занимавам токму со тематиката за тоа како се обликува јавниот дискурс и политичката релевантност во социјалните мрежи, на кој начин тие влијаат нели врз креирање на нашата свест за важноста и релевантноста на политичките прашања, но мора да сватиме дека тоа е многу важна и многу сериозна тема на која што треба да се пристапи со алатките на науката. Сега јас со она што се обидов нели како автор да го направам и да не сум толку стручна и формална, затоа што има многу социолози кои што се занимаваат со темата на политиката, меѓутоа нивните четива ќе ги следите само во академиите. Ни треба дополнителен водиш да ги дешифрираме зборовите кои што се содржани во тие книги, да. Апсолутно. Што содржи оваа социолошка анализа? Ова твоја книга е социолошка анализа. Што содржи таа во себе? Види, Бранко, тоа е еден хибриден, можам да кажам, проект. Има поединечни, се занимавам со поединечни теми и некако секоја тема не може да се стави во ист тематски контекст и проблематика со друга тема. Например, се занимавам со тема како што и претходно кажав за социјалните мрежи, улогата на социјалните мрежи во обликување на јавниот дискурс. Се занимавам со методите на масовната комуникација и како практично масовната комуникација влијае врз одредување на еден поединечен живот и животот и животот во заедницата исто и затоа го препорачувам нели како што кажа ти за нас новинарите, односно за новинарите ова четиво, заради тоа што е така важно и тие да ја знаат, да го знаат изворот и генезата на проблематиката со која што се занимаваат и исто така се занимавам со историски, например, значајни говори кои што направиле силна интервенција и промена за животот на заедницата или барем на одредена мала група на луѓе. Еве се на ум го Мартин Лутер Кинг, чиј што извадок нели од славниот говор "Јас имам сон" е презентиран и анализиран во самата книга. И тука ќе видите, се занимавам само со светски политички лидери или лидери од друга област кои што направиле навистина голема промена во општеството и во светскиот генерален поредок.
заради тоа што самите тие луѓе не се демагози. Сега кога го употребувам зборот демагогија, мислам во оној најсуров, највулгарниот контекст што го има демагогијата, инаку изворното значење етимолошко нема врска со она што го употребуваме денеска демагогијата. Значи не се занимавам со демагошки политички говори, туку се занимавам со говори кои што на некој начин или го поттикнале, или го одбележале оној поредок, односно она интервенција и она промена која што е направена во дадена ера, односно во даден момент. Позитивна ли е книгата? Позитивна ли е содржината? Ке не боли ли глава ако ја прочитаме или ќе се разбудиме другиот ден посвесни и побогати за некое дополнително знаење? Јас тоа ќе го оставам на судот на читателите. Не знам како читателите ќе реагираат на тоа и би сакала меѓу другото да кажам дека и книгата е од интерактивен карактер и јас во самата книга ги повикувам читателите да го дадат својот суд и да ми пишуваат на мејл нели своите препораки, своите коментари, своите мислења, па дури рецензии за книги кои што ќе ги објавувам на веб портал, значи ги повикувам и читателите да учествуваат заедно со мене во создавање на нови креативни содржини и тие да бидат автори, не рецепиенти на самата содржина, туку тие да бидат автори и да ми го кажат нели својот суд и своето мислење. Мојот мотив, ако ме прашуваш за тоа, е секако да олеснам или да потикнам барем, сега книгата е мала, не можам јас во толку мала, да кажам, содржина, темата е исцрпна, многу е генерална, а просторот е мал, за да можам јас да се занимавам многу суштински со тие работи, меѓутоа мојот мотив беше да ги потикнам сите луѓе кои што ќе ја прочитаат книгата, барем да имаат алатката, не е прирачник, меѓутоа да имаат алатка терминолошка и концептуална со кој што можат да ги разберат проблемите со кои што се соочуваат секојдневно. Пак ќе кажам, сите сме изложени на сакале или не на зрачењето од политиката, да. Така. Интеракција, животот е 12 улица и секој продукт кој што се пласира во јавноста би требало да нуди опција за двонасочност, да има комуникација меѓу оној што го создава и оној што би требало да го користи или ползува. За кого е наменета книгата? Така, претходно кажав дека е за новинарите, за сите кои што учествуваат во обликување на јавното мнение, за политичарите исто така, за општата исто така публика, заради тоа што самата содржина мислам дека не тангира сите на некој начин, така што можам да дадам генерална препорака за секој и она што исто така испуштив да ти го кажам, а е многу важно за книгата, е тоа што не само тоа што е интерактивна содржината на книгата и не само тоа што го ангажирам на некој начин читателот и умствено и да мисли, меѓутоа и да ми сугерира за насоки за нели понатамошни проекти авторски, туку има и бар-кодови после секоја страница каде што треба да стои авторска илустрација и стои авторска илустрација на Миодраг Константинов. Тој ги изработуваше нели графичките дизајни за содржината на книгата и со скенирање практично на баркодовите, а сега сите имаме паметни уреди и тоа е исто така дел од нашето секојдневие, па го користиме мобилниот телефон да скенираме баркодови за се нешто, а сега мојот мотив беше да ги поврзам книгата и дигиталниот приказ, што се чини дека во ова ера, во ова време, во ова доба многу се зборува за тоа дека дигиталната книга и дигиталната содржина практично ја менуваат, ја субституираат улогата на книгата во човечкиот живот. Сакам да покажам дека тоа не мора да е така, тие може да бидат во соработка, значи физичката појава на книгата. Секој треба да си има свое место, секој предмет треба да има свое место. И дигиталниот приказ може да соработуваат и тоа на многу убав симбиотички начин, каде што читајќи ја книгата, вие паметно ќе го користите вашиот мобилен уред, исто така интернет просторот кој што е слободен, ќе си го скенирате баркодчето и ќе си видите дигитален приказ, што исто така е авторски и уметнички приказ, кој што ја доловува суштината на она што текстуално и вербално сакам да го покажам во книга. Може ли оваа книга да се користи во образовниот процес? Едукацијата е број еден момент на кој што едно општество треба да посвети внимание, ако сака да биде здраво, ако сака да биде конкурентно во ова современо време. Значи треба да имаме паметни луѓе, ако сакаме да имаме убав живот. Дали може оваа твоја книга да се користи во образовниот процес? Дали ќе им помогне на учениците и студентите? Така, кога размислувам за тема образование, секогаш сум во една морална дилема, дали сите луѓе можат да бидат вклучени и смеат да бидат вклучени во образовниот процес. Меѓутоа, образованието е толку широка појава да секој од нас прави таква интервенција со своите поединечни постапки да некој образува. И нашиот гест, и нашиот разговор денеска, и нашето
по улицата и начинот на кој што се движиме и начинот на кој што зборуваме и начинот на кој што пишуваме и се изразуваме, значи некоја експресија кој некој на субјективен начин ја доживува. Така е. Така што јас немам за цел да се применува книгата во воспитно-образовниот процес, може евентуално на универзитетите како се предава правни науки, социологија, филозофија, политикологија, економија, можеби исто така има и такви сегменти. Меѓутоа не можам да ја препорачам да кажам како четиво за средношколци или за деца во основно образование, значи не е инструментализирана за едукативни потреби, но не можам да гарантирам дека нема да направи некаква промена образовна што на мое огромно задоволство доколку се случи. Јас навистина тоа ќе си го прифатам како личен успех од самата книга. Резултат. Имате промоција закажана за книгата, кога, каде, како? Така, значи промоцијата на книгата ќе биде одржана на 20, тоа е следниот петок. Ќе се одржи промоцијата во Република 13-14 во Аеродром. Сега, обично, нели кога се зборува за промоција на книга, луѓето обично замислуваат дека тоа е некој простор или книжара, или е тоа некоја библиотека или галерија, некаде каде што обично формалниот контекст дозволува нели да се организираат промоции. И сега јас избрав Кафуле намерно заради тоа што сакам луѓето да ги видам во еден поопуштен контекст, а тоа е исто така нов урбан простор, убаво уреден, тамане е за промоција на книга, така што сакам луѓето кои што сакаат да бидат присутни на промоција и ќе бидат присутни на промоција да ги видам така во еден поопуштен контекст, да можеме да разговараме и после промоција на книгата, затоа што сите нели обично ја замислуваме промоцијата на книгата, говори промоторот, говори авторот, говори модераторот и се завршува промоцијата на книгата. Сакам да ги видам реакциите на луѓето после завршувањето на говорот и да ми постават прашања и да влезат во интеракција со мене и да ми искритикуваат и обично нели промоциите на книгите се хвалоспеви каде што сите го фалат авторот како книгата му е супер, меѓутоа јас напротив сакам искрено мислење и кога ќе најдам на некоја критика, навистина го ценам тоа затоа што некој се потрудил да прочита книгата, да ја разбере важноста на книгата и да ми го пренесе тоа. И да каже, ако ништо друго, барем некое спротивно мислење, а критиките се цигли кои градат конструктивна кариера, ако ништо друго во случајов кариера на пишување книги. Каде може да се најде оваа книга? Така, значи книгата по завршувањето на промоцијата, сега немам физички примерок донесено, може да ја видат гледачите или дигиталниот приказ, од една проста причина затоа што уште нема излезено книгата од печат. Меѓутоа еве давам јавно ветување за вашите гледачи дека непосредно пред промоцијата на книгата ќе ја донесам во утринската програма, па ќе може да ја доделите, да. И тие ќе бидат кои што ќе имаат физички примерок нели пред промоцијата на книгата, а по промоција на книгата ќе може да се најде во книжарницата или и сега единствено таму им давам ексклузивно право да ја продаваат книгата од една единствена причина затоа што сакам да дам мал залог, придонес или поддршка за издавачка куќа или која што долги години наназад, децении се занимава со промоција на македонски автори и мислам дека тие заслужуваат да имаат може тоа ништо нив не им значи, меѓутоа јас сакам да им дадам поддршка и да им дадам ексклузивно право само во нивната книжарница да се продава книгата. Добро, би требало да ги поддржуваме малите бизниси затоа што исто така се развива општеството, да се има соработка меѓу луѓето и на микрониво. Ова утро Магдалена Стојмановиќ, гостин во Македонија на утро, тема промоција на книгата Политички говори, јавни настапи. Благодариме што одвои време да дојдеш во нашето студио, да им представиш на гледачите еден убав продукт, една книга која што треба да ги направи подобри луѓе и да се обиде книгата да им овозможи подобро утре со сето она што ќе го научат во книгата. Ти благодарам и тебе и се надевам дека ќе имаме следна прилика да се видиме повторно во утринската програма. Благодариме, секогаш ќе бидеш гостин наш, кога ќе има прилика. Одиме со музика сега, почитувани, а потоа се враќаме и со следниот разговор во Македонија на утро.